Добар ден и добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Едно истражување покажува дека 9 од 10 луѓе барем еднаш во животот имаат почувствувана болка во грбот. Овој проблем е чест, односно е прилично чест во праксата кај физиотерапевтите. Што тие треба да направат кога некој ќе се пожали на болка во грбот? Потребна ли е точна и прецизна диагноза за да се примени одредена терапија? Дали кај различни видови болки дава физиотерапијата и различни резултати, доколку се јави во текот на ноќта, што треба да се преземе, доколку не разбуди болка во грбот, или пак кога ќе работиме нешто, ќе кренеме некој тежок товар, што треба да се направи. За сето ова детално од разговорот со Никодим Велјановски, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник, тој е воедно и подпредседател на Македонското физиотерапевско здружение. Останете на Телма, бидејќи има многу работи да се разјаснат поврзани со терапијата кај лицата кои што се жалат на болка во грбот. Со Никодим Велјановски, специјалист физиотерапевт во Жан Митрев клиник, денес зборуваме за болката во грбот и физиотерапијата која што е неопходна кај одреден тип на болки во грбот. Значи, некај сите, добар ден и добре ни дојде повторно во студиото. Благодарам и за поканата и за повторната доверба. Имаме денеска на вистина една обширна тема, бидејќи болката во грбот е прилично честа појава. Велат дека еден од факторите кои што доведува до болка во грбот е седечкиот начин на живот. Има многу професии кои што се од седечки тип, поврзани се со столче, па се нормално да се јавуваат нели често пациенти со болки во грбот кај физиотерапевтите. Дали во овој случај можете да им помогнете? Така е, за жал, со оглед на тоа дека живееме во едно модерно време, и тоа не е од вчера до денес, туку веќе многу години назад, зависни од технологија, зависни од компјутери, работа на компјутери, па се до работни позиции кои што нели неопходно е да се биде пред компјутер, се повеќе страда арбетниот столб, односно мускулатурата, паравертебралната мускулатура, односно мускулатурата на грбот. Почнувајќи од децата уште од училиште, носењето на училишниот ранец, па се до тој момент на професионална определба, факт е дека болките се еден неизбежен момент во оваа ситуација. За жал не можеме да избегнеме од тоа, но пред се од нас зависи како ќе го превенираме за да не дојде до нагло влошување на таа состојба. Потребно да се побара помош нормално. Ние знаеме дека болката е едно непријатно чувство за организмот, но сепак медицината тврди дека е позитивен знак. Нели доколку се појави болка, значи нешто се случува и треба еден црвен аларм да речеме, кој што ни налага да побараме помош или било какво решение понатака. Па најпрво безболна една консултација со физиотерапевт. Доколку сметаме дека може да се насочиме, доколку имаме нормално и точно поставена диагноза. Прво со консултација и со добра проценка може да се наложи да се ординира и соодветна физиотерапија понатака. Им препорачувате најнапред зголемено движење, можеби? Па да, сите многу добро знаеме дека веќе физичката активност е еден од спасителите наши во оваа денешница, но не често го применуваме сите тоа. Голем е процентот на лица кои што веќе се послабо физички активни. Тоа е за жал една движечка сила кон пореметување на арбетниот столб и кон болките кои што се појавуваат од тоа. Но сепак физичката активност е број еден, да речеме, спас за да на некој начин не избегнати нас. А за кои видови болка во грбот се смета дека физиотерапијата е неопходна и дава добри резултати? Мора ли некаква дегенеративна промена да има на арбетниот столб или пак некаква механичка повреда за да се препорача? Така, пред се мора точно кога веќе се појавува болката и доколку трае одреден период мора точно да се постави диагноза, а точно поставената диагноза е половина решен проблем, да речеме. Не би можеле да знаеме точно за што станува збор натрешно, но доколку станува збор за болки од мускулоскелетен систем, може да се пружи така наречена прва помош, односно ослободување од болката се до поставување на точна диагноза повторно, но не по ризик на здравјето на пациентот. Болките мора да се потврдат
за точното потекло, дали станува збор, да речеме, за истегнување на мускул, травма директно на ткивото или пак за дегенеративни промени по орбетниот столб. Затоа што сепак и потеклото на болката која што ја дава е значено да се докаже, да се потврди. Значи, точна и прецизна дијагноза треба да имат сите оние кои што се јавуваат на физиотерапија за да побараат помош за болка во грбот. И сега обично за кои дијагнози давате помош кога станува збор за некои дегенеративни нарушувања? Дали е то дискус херниеве, например? Што е најчесто? Спондилоза, ишијас? Така, за жал, дискус херниите, ишијасот или лумбоишијалгијата како состојба која што се појавува, болките во вратот, сите тие проблеми се поврзани од неправилна позиција на телото. Веќе кога се појавува таа состојба, зависно од кој дел од трбето, дали станува збор за цервикален или за, да речеме, лумбален дел, каде што лумбално се најчести, почести симптоми се појавуваат, веќе мора да се побара помош во тој дел. Некои имаат болки пред се жените поради остеопорозата, која што го зафаќа и ребетниот столб. Дали оние што страдат од ваков проблем би можеле да побараат помош од физиотерапевт или пак не? Па остеопорозата е малце пошироко поле, да речеме, како дијагноза, како состојба, и веќе тука треба да се знаат повеќе фактори за самата состојба, од што дошло до тој момент, од што се појавила, кој е потеклото, етиологијата на самото заболување. Затоа што кога веќе станува збор за предизвикано од малигни заболувања, тука физиотерапијата е целосно избегната. Значи, кај лицата со малигни заболувања не се применува и покрај силната болка што чувствуваат? Покрај болката само можеби да се олесни на некој начин, да се обезболи, но со тоа минимални благи третмани на пациентот. А они што имале некакви инфекции на ребетниот столб, па мора, во секој случај мора да се работи предпазливо. Се третира мускулното ткиво, но со голема внимателност за да не се предизвикаат други пропратни проблеми. Кога е вистинското време за пациентот со болка во грбот да се јави на физиотерапевт? Дали тука важи правилото што порано толку подобро, како и за сего медицината? Ако јас се прашам доколку болката се појави денес, времето било вчера. За жално никогаш не одиме навремено да побараме помош. Зошто? Сите знаеме да посегнеме по аналгетици, тоа е неизбежен момент, таков ни е начинот на живење денес, но доколку се побара навремено помош, можеби нема да се дозволи да тие симптоми кои што дале знак некаков дека нешто се случува да прогредираат во покомплицирана состојба. Значи повеќето си применуваат некоја самопомош, доаѓаат кај вас откако претпоставам исцрпиле многу. Па за жал да. Многу мерки што тие сметеле дека треба да ги преземат, значи аналгетици, некои само иницијативно почнуваат да вежбаат, особено ако имаат болка во долниот дел на грбот, па прават некакви вежби кога има акутна болката. Можат ли да си наштетат на таков начин, ако се некоректно изведени? Така, се зависи од интензитетот на болката која што има пациентот. Во акутна фаза, особено кога станува збор за тие лумбални болки, дали веќе не знаеме зашто станува конкретно, дали е лумбаго или станува збор за дискус хернија, мора да се оди предпазливо и внимателно. Пред се препорачува не многу нагли активни движења во таа акутна фаза, но сепак треба да се побара помош. Затоа што не секогаш може да направиме добро на своја рака, само иницијативно. Значи не препорачувате нешто такво, да се применуваат некакви вежби кои што сме ги нашле на интернет за да си помогнеме, туку веднаш да се јавиме кај стручно лице, барем да ни дадат некакви насоки. Сега некои велат, кога имат болка, ако може да ме измасираш, тука ме боли, се ќе покажат на кое место и ние, нели, ќе измасираме некој од нашите блиски. Се препорачува ли таков начин? Може ли тоа да ја олесни болката во грбот? Се препорачува, да, ќе олесни во секој случај. Во полето на масажата има и само масажа, ние и сами знаеме кога не боли, дали да речеме нога, да посегнеме и да се измасираме на тој дел од екстремитетот и олеснува, тоа е точно, но сепак не е решение за проблемот. Ќе олесни, ќе се опуштат мускулните влакна, но нема да биде трајно решение. Како масажа, да речеме, можеби и мануелниот третман, односно третирањето на тие тригер точки кои што ги нарекуваме ние, е од големо значење да бидат спроведени од стручно лице. Тригер точки споменавте. Какви се тие тригер точки? Тука станува збор за во самата градба на мускулот, во структурата на мускулите, како што се мускулните влакна се обвиени со една обвивка така наречена фасција. Ги обвиткува на еден начин како лепак за да стојат припоени, односно во целина едни до други. Сега во случај кога имаме неправилни движења или недоволна активност, се случува на одредени места на тие мускулни влакна да се, како што ги нарекуваме ние, да се појават чворови, односно јазли. Тие така наречени тригер точки кои што знаат да бидат доста цврсти, па да се може да се палпираат и под кожа директно, а и предизвикуваат болка.
Се додека тие не се истретираат правилно, да речеме на некој начин не се разбијат, не би се решил проблемот кој што е во таа група на мускули, да речеме. Тоа е терапевтска Тука масажа веќе спаѓа во групата на мануелни третмани. Самите да го изведеме. Што да се преземе, доколку болката почувствуваме за време на сонот, па не разбуди силна болка. Што препорачувате во тие моменти? Се зависи за каков вид на болка станува збор. Најчесто во текот на сон се појавуваат тие така наречени грчеви, односно спазми на мускулатурата од некое неправилно движење, затоа што додека спиеме мускулата е комплетно изрелаксирана и се случува тоа да се појави спазм. Нели грч, сите знаеме да се пожалиме од истото. Се препорачуваат најчесто суплементи во тие моменти некои што сепак без консултација на стручно лице не би ги земале, нели, но доколку се случи да се повтори таа состојба, сигурно ќе побараме решение за да би знаеле како да би изреагирале после тоа. Има едно убедување меѓу луѓето дека кога ќе почувствуваме болка во грбот, потребно е мирување. Вистина ли е или заблуда? Па, мирување. Потребно е да се има правилна постура пред се на телото, односно држењето на телото. Од тука потекнуваат најчесто сите проблеми. Факт е дека, како што споменавме, има луѓе кои што нивната професија е таква да мора да седат поголем дел од денот. Но правилното седење на одреден период во текот на денот, станување од позицијата во која што се седнати, ќе ги превенира и да се појават тие болки. Но во секој случај решението не е мирување. Трајно мирување, да речеме. Што може да се промени тука? Ако веќе имаме било каков проблем, сега ќе мируваме, но утре повторно ќе се појават симптомите. Така. Кога ќе дојде пациент кај вас за да побара помош и секако со себе носи нели документација за историјата на болеста со дијагноза, вие правите ли некаков дополнителен преглед? Еве, дали го анализирате ова што ние го издвоивме, можеме тука да погледнеме еден телопт кој што вели дека многу е важно држењето на пациентот, односно постурата што вие неколку пати ја споменавте, обемот на движењето, претпоставам екстремитетите на колкот, ќе појасните вие, мускулна сила, напнатост на мускулите, мобилност на зглобовите. Значи како изгледа прегледот и дали опфаќа дел од овие работи што ние ги издвоивме? Така, значи тука веќе станува збор за соодветна физиотерапевтска проценка. Односно се прави проценка комплетно на пациентот, почнувајќи како што е веќе спомена тука држењето на телото на пациентот, односно самата постура. Факт е дека тоа може да процените многу? Па самите се поставуваме во некоја анталгична позиција кога имаме болка. Нели, ако боли да речеме вратен дел на рбетот, односно цервикалниот рбет, се штедиме, не можеме целновемно движење да го направиме вратот, главата е спуштена надоле, нели се позиционираме во таа позиција која што најмногу ни одговара за да ја избегнеме болката во моментот, но не е решение, нели. Значи постурата е од големо значење. Пред се да се изанализира како е поставеноста на телото, обемот на движење, односно мобилноста на зглобовите исто така доста значи како податок да се изанализира, затоа што со тоа веќе знаеме колку болката предизвикува ограничување во движењата. Како треба се ако болката во раката треба да се крене раката? Точно, значи се прават тестирања, да речеме ако се жали на пациентот на болка во рамо, има ограничување, можеби од оваа позиција до тука и повеќе од тоа не може да се подигне. И веќе тука се прави анализирање на мускулатурата за кој дел од грбот, вратот, дали за трапезиусите на рамениците, делтоидните мускули да се изанализира за да видиме од каде е ограничувањето што го предизвикало на зглобот, од каде потекнало во ситуацијата. Така, значи потоа гледате мускулна маса, претпоставувам мускулната сила се тестира нели со мануелни мускулни тестови со што се дава оценка од 0 до 5 со оглед на тоа колкава е јачината на мускулот при изведување на одредени движења и напнатоста на мускулите, најчесто мускулниот спазам е присутен секаде каде што постои болка кај пациентите. Нели се грчиме, се стегаме, односно напнато ни е телото поради самата болка која што не ограничува да функционираме нормално. Ке им дадеме можности на гледачите да се вклучат денеска во Телма амбуланта со нивни прашања. Никодин Велјановски, специјалист физиотерапевт во Жан Митрев клиника, гостин во студиото. Тој ќе даде појаснување на бројните ваши дилеми, а секако и нашите прашања кои што се предвидени за денешниот концепт. Па кои третмани се најдобри за болка во грбот и што е тоа што дава најдобар резултат? Знаеме дека физиотерапијата е многу широко поле, имаме на голема лепеза на избор на терапевтски методи, но сепак задолжително е да се направи соодветна проценка кој тип на терапија би се понудил за одредена состојба. Се комбинираат различни видови на третмани. Започнувајќи од мануелни третмани, како што споменавме, кинезитераписки вежби,
Електротерапијата е неизбежен дел од физиотерапијата, па се до тие термопроцедури, односно парафинска терапија, дали со загревање на ткивото и слично. Ајде да почнеме редоследно ова сето што го кажавте, односно не баш редоследно, ќе почнеме со електротерапијата. Многу често оние кои што одат на физиотерапија ја добиваат токму оваа електротерапија, дали се применува кај хронична болка или па кај акутна болка, што се постигнува со оваа терапија? Еве конкретно да земеме при болките на долен дел од трбетата, да речеме, или односно кога имаме акутна фаза на ишијалгија, односно болка која што се појава од корено на ишијадикус на нервот кој што е на лобалниот дел на нервот, веќе во акутната фаза мора да се оди предпазливо. Секоја фаза има ограничување во поглед на терапевтските методи кои што може да се применат. Во акутна фаза применуваме се препорачува одредено мирување, но со благи движења во текот на денот. Тоа е мал дел само од кинезитерапевтските вежби кои што пациентот смее да ги спроведува при одредена болка, но тука сме веќе ограничени. Движиме, но без да направиме тригер болката да се зголеми. Од електротерапевтските методи се користат најчесто електроаналгетски терапии, односно тука може да се вклучува веќе интерферентни струи, галвански струи, диадинамски струи и терапевтски ултразвук, но исто така што е интересен момент е примената на функционалната магнетна стимулација кај тој тип на болка, иако е еден вид на поагресивен третман, јачината на апаратот е до 3 Тесла, но сепак е препорачено да се применува и во акутна фаза со мал интензитет и дава баш позитивни резултати кај пациентите. Така. Имаме двајца гледачи кои што ќе ги вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до докторот и до вас. Вака, јас сум на 70 годишна возраст, меѓутоа ево 2-3 недели веќе имам страшно печење на кожата. И болки на рамениците, плешките, дури имам спазм, дури ме боли и напред, кога секојдневно е тоа. Инаку имам спондилоза, ломбоишијалгија и така. Меѓутоа, дали печењето е од самата спондилоза, од болките, пијам налгесин, пијам ибупрофен, меѓутоа ништо така, не помага. Имате широка терапија, но... Мислам физиотерапија. Бев на кожно, ми рекоа да се смират болките на кожата, па после ајде бе. ЕКГ праве феврет, меѓутоа страшни болки имам. Дали може, обично и лежам повеќе кога гледам телевизија, така легната, од кичмата, не можам и така. На што се должи ова? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Никодин, што можете да кажете за овој случај? Ова е интересен момент, искрен да видам. Веќе пациентка спомна дека има повеќе проблеми, почнувајќи од цервикална кичма, па се до лумбоишијалгија, но многу е важно, сега тука веќе ние не би можеле да поставиме точно диагноза за што станува збор. Затоа што спомена печење по кожата, што е специфичен симптом и не секогаш се појавува при тие состојби. Сепак, мој совет е да се повара помош соодветен во здравствена установа, каде што може да се направи темелен преглед, да се види од каде повлекуваат. Може би да е дел од тие од инервациите кои што доаѓаат од цервикална кичма, но не мора да значи дека тоа е една од причините. Претпоставам дека веќе подолг период има проблеми со цервикален нрвет и со лумбален нрвет, применувале физикална терапија најверојатно, но сепак овој момент треба да се разгледа малце подетално. Уште двајца гледачи ќе вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да опрашам терапевт. Физиотерапевтот? Да, физиотерапевтот. Имам болка негде над средина на кичмата, ми се јави при работа со количка, не е битно тоа. Меѓутоа, не е стална болка, него само кога лежам и треба да станам, тогаш во моментот ме заболува и после кога ќе станам, проводам, понатака цел ден не ме боли. При секое легнување, одмарање на кичмата, да речем, и при станување, тогаш ми се јавува тоа. А не е некој нерв да ме боли све, него само тој дел на пршлено, да речеме, кај што е. Така, па ви интересира што може да се преземе во вашиот случај. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Физиотерапијата би дала ли тука ефект?
Бидејќи се работи или за некаква механичка повреда Да, представам при тука дека ставам работа. збор за мускулна болка, но сепак тоа може да го потврдиме само доколку се направи соодветен преглед пред да се примени терапијата. Значи најнапред треба да се направи Во преглед. секој случај со Што добро се прави? поставена Магнет, дијагноза, значи да рентген? се направи, да, тоа ќе се одлучи од страна на лекарите за каква точно дијагностика ќе се превземе, но сепак после тоа се направи соодветна физиотерапевтска проценка Така. да се препорача да терапија. Предпоставам дека кај господин може да се вклучи физиотерапија во скоро време и не треба да чека. И спомена дека не е важно како се случила повредата, но и како е важно тој момент да знаеме од каде потекнува тој, како дошло до таа травма на ткивото, со тоа би знаеле повеќе каде би се и насочиле. Тука може да се применат и електротерапевтски методи, може функционална магнетна стимулација, мануелните третмани, кинезиотейпингот како техника, така да веќе имаме широко поле со кој што може да ја третираме болката. Ајде да слушнеме уште еден гледач кој што очигледно има проблем со болка во грбот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам да прашам за внукот. Така. Има 19 години. Значи, почнаа болките со самиот раст. Уште кога почна да расти. Без ме на лекар, ми рекоа дека од растот треба вежби да прави, треба да... Али, значи, болките никако да престанат. Во грбо има болки. А на Сега која возраст денеска- е сега вашиот внук, ако не се лажам, рековте? 19 години има. Сега има 19 и се уште Денес чувствува беше болки. на лекар, така. Докторката го прегледала преку мајца и му рекла дека престанат е, значи, растот, а тоа болките му треба да носи ортопедско помагало и да ги пија неофен некојапчина, не знам што се тие. Тој се жали че почесто на тие болки. Обично му правиме дома масажа, не знам тоа дали треба или не треба, ама тичната предложи масажа да прави, откоче појди на специјалист, масажа да му прави значи некој стручно лице што се разбира во тие работи. Така, добро ви благодарам за сега, дали вклучувањето ме во... интересира, дали овој растот стварно е сега до овие до 19 години или е до кемашките? Значи, или до 22 години, дали болките се од што расти, од и предход, мислам во почеток кога беше на лекар ние. Докторката ни рече ово дете че расти високо, внимавајте на него. Така, Значи- ви благодарам за вклучувањето во програма, го разбравме вашето прашање, повелете. Така, со оглед на тоа дека спомена дека биле предупредени уште во порана возраст кај дечкото дека предстои опасност да речеме на некој начин од појава на тие симптоми понатака, претпоставам дека тука е факторот е наглото растење. И тоа е точно, не е прв случај, многу често се случува веќе тоа. И тој процес на растење, на истегнување на мускулите, се додека дојде да речеме на некој начин се на своето место, болките се појавуваат. Сега тука од големо значење корективната гимнастика. Како што ја споменавме и постурата, значи тоа многу значи да се постават, да се подредат мускулите на свое место како што треба во телото, односно мускулно-скелетниот систем да се биде во права линија на некој начин, да речеме. Терапијата што ја спомена дека ми препорачано тоа се таблети против болка и нормално дека ќе се препорача некој аналгетик. Претпоставам дека тие болки се неиздржливи што побарале помош. А терапевтска масажа? Терапевтска масажа, да, но спомена и господјата дека веќе треба да се упатат кон стручно лице за да им даде соодветен третман, за да не се на некој начин експериментира тоа се подолг период веќе во домашни услови. Но сепак да се обратат кај физиотерапевт, да побараат вежби за зајакнување на мускулатурата, Така и за да може така да се зајакне мускулатурата со тоа што и право пропорционално да се добие подобра постура. Уште 20 гледачи ќе вклучиме. Денеска на вистина има голем број гледачи што сакаат да постават прашање на денешната тема. Добар ден за првиот од нив. Повелете, во програма сте. Јас имам... Ве слушаме во програма сте, ќе ве добар замолам ден, да го исклучите тонот на телевизорот или сосема намалете го, доколку сакате да имаме нормална комуникација и да бидете во можност да го поставите прашањето. Јас имам горентроза во колената Добро? и имам 6 години. И Така. Не знам, пијам лекови, ама ностоп имам болки во колената. Значи ви имате болка сега- во коленото, добро? И тоа напредна горентроза и одам на ортопед, освен на бања и на терапија нема друг начин. И што си пијам лекови за болки. Тоа ми помага во Струмица, бањата, има рекреативен базен. И таму ми се раздвижуваат колената и целото тело. И така идам од време на време таму.
Така, се ви интересира дали физикалната терапија би можела да даде резултати во вашиот случај со болка во колената. Ви благодарам за вклучувањето. Никодин, што препорачувате во овој случај? Покрај бања? Се согласувам со пациентката дека бањата е во прилог да се применува како дел од терапијата, нели? Рекреативните вежби во базен се од големо значење за полесно раздвижување на зглобовите, со тоа што ќе се намалат и болките. Но како што спомена дека станува збор за напредна фаза на гонартроза и болките се подолг период, можеби само со физикалната терапија ќе се одложи моментот од на крај можеби неопходен оперативен третман. Знаеме дека во крајен случај веќе тука се прави замена на зглобот со Вештачки зглоб. Артопластика тотална, така да веќе тука тоа е и трајно решение, но се додека не се одлучи од страна на ортопедот, ортопедски хирург дека веќе имаме индикација за тоа, потребно да се применува физиотерапија, со што би се облажиле болките за да може само да функционираат по лесно секојдневно. Ајде да слушнеме и уште неколку прашања од гледачи, бидејќи неколку минат чекаат да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Вемо, Повелете. молам. Поздрав до емисијата на Канал 5. На Телма телевизија. Персонал на Канал 5. На Телма телевизија. Прашањето, имам 68 години. Така. Диагнозата ми е М15, коксартроза на обата колка. Така. Јас ке ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Добра. До сега ми препиша само калдеос и фосаванс и остеока-2 и колаген. Кој Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да кажете за оваа состојба? Ако добро слушнав господјата, станува збор за состојба на коксартроза на обата колка Така. и дискус хернија спомена, Така, ако не се лажам. да. Предпоставувам дека веќе проблемите во ломбалниот дел на рветот се пројавени после неправилно одење од самата артроза која што има во зглобовите, односно во колковите. Веќе тоа штедење, кога почнува да боли едниот колк, ја пренесуваме тежината на другата нога, па после тоа веќе страда и другата нога затоа што го обтоваруваме тој дел од телото и паралелно страда и ломбалниот дел на арбетниот столб. Спомена дека е препорачана медикаментозна терапија, да се обрати кај физиотерапевт, да се побара и физиотерапевтски третман, да се ублажат симптомите, колку што може да се подобри функционалноста, односно начинот на секојдневно живење. Така. Добро, ќе вклучиме уште еден гледач, само ќе замолам веднаш да го намали тонот на телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ми интересира физиотерапевтот да ми каже имам дискус хернија и сега пред месец дена ми се деси една ситуација, до сега тоа не сум го имал горе кај вратот, не вртоглавица, нема вртоглавица, него као да ме бутка лево и десно ако се свртам нагло. Дали е тоа дискус хернијата, дали некој нерв е патен? А на кој дел од арбетниот столб имате дискус хернија, знаете? Комплет целиот, све ми е лом, одамно време. Така, имате очигледно поголем проблем, но не знаете точно на кој пршлен ви е дискус хернијата? 6 години не сум идел на терапија и сега, мирно ми било све. И сега одеднаш тоа ми се дешава, идам на тие контроли сега на лекари, све, имам закажано и кај ортопед, таму да идам све. Така. Ама сакам физиотерапевт да ми каже, дали може тие симптоми да бидат од Тако дискус хернијата. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Доколку дискус хернијата е на вратниот пршлен, да речеме, на некој од вратните пршлени. Предпоставувам дека тука веќе може да играат улога повеќе фактори. Една од можните опции, односно еден од можните моменти е цервикалната спондилоза. Проблемот во цервикалниот дел на рветот се случува покрај тоа што дава ограничени движења во вратот, болка во вратот, може да даде главоболки, чувство на вртоглавици, па дури и болки во рамениците и трнење по горните екстремитети. Но сепак мора да се направи соодветен преглед да се исклучат и другите фактори, да не може би станува збор за проблеми во кардиоваскуларниот систем. Така. Каков е протокот кој што доаѓа на крв до мозокот. Значи мора да се разграничи, па после тоа да се бара помош, односно решение за проблемот кој што има. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сум. Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Дали може да му ја прочитам диагнозата на докторот? Само да ви кажам дека денешниот гостин не е доктор, тој е дипломиран физиотерапевт. Така што
Можете да кажете каков проблем имате, но... Да, имам дискус хернија, Добра. цервикалниот дел, Добра. C5, C6 Добра. и L5, E7. Со кум тука пише стенозис каналис, спирала, L5, E7, HTA, CMP. Сега, мене неврохирургот не ми препорачува физикална. Значи, јас кога го одам на физикална, сум по-лошо, него по-добро. Така. Тоа ќе ни беше едно од следните прашања предвидени во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали секогаш се препорачува физикална терапија кај дискус хернија и може ли да создаде поголеми проблеми од претходно? Како што спомена веќе господјата, и самиот доктор неврохирургот се го кажал својот став во таа ситуација. Значи, со оглед на колкаво е тоа оштетувањето во арбетот, веќе знаеме до кои крайности може да одиме. Дали воопшто може да се примени физиотерапија или што би можело нешто од минимални методи. Веќе кажа и господјата дека не секогаш имаме позитивен ефект од тоа што го применуваме. Може да е тригер да се зголемат симптомите, да се влоши состојбата, затоа што веќе не знаеме до кој степен оштетувањето на пашленските тела. Значи, физиотерапијата не секогаш се препорачува кај овие болести? Па не секогаш, да. Апсолутно, значи пред се, како што споменавме на почетокот, најважно е да имаме точно поставена дијагноза. И веќе според тоа се водиме правилно кон соодветниот третман. Дали и што? И третманот не сме да создаде болка. Туку треба да ја отстрани. Да обезболи, односно да го зацели ткивото за да може да функционираме болесно. Кај кои болести всушност најдобри резултати се постигнуваат? Кај кои нарушувања? Каде имате сте забележале инстант резултат? Па, ако земеме во предвид еден комбиниран физиотерапевски третман, што значи за мене комбиниран физиотерапевски третман? Мануелна терапија, односно ослободување на тригер точки, кинезиотепинг, функционална магнетна стимулација, тие болки од цервикален арбет, кои што се кон, да речеме, рамен појас, кон горниот дел на вратот, односно ограничени движења во вратот, може да се видат резултати, видливи резултати, уште после првиот третман. Само нормално, нели? Соодветна проценка, соодветен план за терапија, па да се започне. А колку често со физиотерапијата ќе постигнате солидни, добри резултати, ќе се отстрани болката во грбот, но по незиното прекинување проблемите ќе се вратат? Па се случува и тоа, ама тука веќе мора да земе во предвид и одговорноста на пациентите. Затоа што нормално ако во една позиција во која што сме биле подолг период, не мора значи дека тоа е ради професионална предоба, може да станува збори за дома, седиме пред телевизор, во нека лоша позиција, тоа секој ден во истата позиција сме, бараме решение, се добиваат резултати со физиотерапија, се ослободуваат болките, се опушта мускулатурата после 10 дена да речеме во ред и продолжи со истото, нормално дека со тек на време симптомите се... Значи само дисциплината тука е многу важна за да се постигнат резултати, само дисциплината на пациентот исто така е клучен фактор. Имаме повторно гледачи кои што ќе се вклучат во денешната емисија. Веднаш ќе ги замолам да го намалат тонот на телевизорот. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Сакам да поставам едно прашање. Дали физиотерапијата може да помогне кај карповиот тунел? Кај што се извинувам? Карпов тунел. Добро, гостинот го разбра прашањето. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Така, карпал тунел, односно симптоми кои што се јавуваат поради проблеми во тој дел на шаката, односно рачен зглоб, каде што проаѓа нервус медианус. Сега тука веќе зависи до кој степен имаме проблем. Најчесто да се препорачува физиотерапија, дава резултати, но сепак во крајни случаи се бара решение за хируршки, односно оперативен третман. Но навремено поставена дијагноза, навремено започнана терапија може да вложи со позитивни резултати. Да вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање. Имам многу поодамна имам вратна кичма на вратот ушинано при кочење. Имам фатен нерв, го снимам на вратот. Фатен нерв. Па толку проблеми не ми правеше порано, а сега малце да се скренем на една страна или на друга, штрекнем и не може да мрдам вратот. Дали ќе може да ми помогне? Така, дали физиотерапијата би била решение за вашиот проблем? Благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Така. Верувам дека може да се најде решение за овој проблем. Господјата слободно може да ни сконтактира, да не најде, ние се наоѓаме во клиничката болница Жан Митрев, да се направи
соодветна проценка и со комбинирани физиотерапевтски третмани да се реши проблемот. Можеби нема да имаме трајно решение, но да се ослободи од симптомите кои што се појавиле веќе после одреден период, за да подолго време може да функционира лесно и без болки. Претпоставувам дека тука треба да се направи мануелен третман, да се ослободи мускулатурата во тој дел, тракција на цервикалниот терапевт, па дури вклучување на електротерапија како дел од третманите за обезболување. Значи има решение и за оваа сложена ситуација. Што им препорачувате на лицата кои што работат малку потешка физичка работа, ете криваат секојдневно товар, но и на оние што имаат седечки стил на живот? Треба ли да спортуваат? Дали секој спорт е добар за грбот, за жребетот или не? Па апсолутно. Значи физичката активност е број еден во поглед на превенција од тие симптоми кои што се војат со проблеми во грбот. Физичката работа е еден од главните причинители, да речем, за проблеми, особено за лумбалниот дел на ребетот. Каде што се појавуваат таму болки, лумбаго, лумбоишијалги, па се до дискусиерни. Сега тука многу е важно и колку е јака мускулатурата, но грбната мускулатура, а стомачната? Па и во стомачната, секако. Нели за да може да се направи точно на горниот дел од телото, за да може, па не само на горниот дел од телото, туку и за долните екстремитети, за да имаме една стабилност. Нели столбот кога да имаме добро цврст, држање на телото, целата мускулатура така може да носи многу поголем товар. Но начинот на подигање на товар. Што значи начинот на подигање на товар? Правилното дигање, не да биде, па најчесто во голем процент сите правиме иста грешка. Се спуштаме, најтешкото нешто што директно се наведнуваме, само окреваме автоматски. Многу често на едната страна поголем товар, на другата па вака искривено. Или пак со двете раце кога се крева поголем товар, страда лумбалниот дел на ребето многу. И тогаш се случуваат тие проблеми. Како да го подигнеме товарот? Што е правилно? Значи препорачливо има едно движење, се спушта со целото тело како во, да речеме, во клекната позиција. Да чучнеме? Да, и се крева товарот и се подига и со нозете и со рацете. Значи ние не го креваме само на раце товарот, туку и паралелно со самото подигање на нозе и распределуваме тежината. И автоматски го штитиме тој лумбален дел на ребето. За да не направиме проблем. Но не мора да значи, доколку има предиспозиции да се случи, да е слаба мускулатура. Имало веќе проблем во интервертебралниот дискус, имало случаи каде што пациенти и самото кивање да кивнат и да направат дискусхернија. Така. Имам уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостинот и до вас. Благодарам. Емисијата ви е прекрасна, првпат се вклучувам во вашата програма. Ви благодарам. Вклучена сум во овие телефонски број. Сакам да прашам, се работи за следно пациента, значи повозрастна, има проблем со печење од кожата кај колената, над внатрешноста на кожата над колената. И тоа е едниот актуелен проблем, и другиот се работи за кичмениот стол, значи болки, јаки болки, што ја тера кога е вомирување, ја осеќа таа болка. Значи, кога лези, проблем има. И, ама искрено и не сум сигурна баш дали е така, може би опасно. Дали сте така? Некој прашање. Значи, што треба да направи, често тие болки, постојано, да не кажам постојано, континуирано. Што треба да направи во овој случај, ако може да ми каже фармацевтот? Дали сте направиле некое снимање? Имате ли некаква дијагноза? Да, имаше снимање со магнетна резонанса од порано, меѓутоа, уште како додека била млада, особата, во породилниот термин временски, имала некој изфрлање на крвни капилари, испукување, не знам таму како се случило тоа, и од тоа што тие болки се појавиха. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Врз основа на овие податоци би можеле нешто да дадете како насока? Господјата спомна за два случаи, ако разбрав убаво. Значи за различни пациенти станува збор тука. Не разбрав сосем, ако е на линија. Така рече две особи, ако не се лажам. Така. Значи првото прашање беше околу чувството на печење на кожата над во пределот на носот над колената. Тука веќе може да станува збор и за проблем во лумбалниот дел на ребето. Тие симптоми кои што пројавуваат и болка надоле, значи предизвикани од да речеме дискусхернија или пак болката на ишијалгијата, може да предизвика чувство на трнење и печење по екстремитетите. Значи тоа може неопходно да се направи прво соодветна дијагностика. Спомена дека имале некое магнетно снимање од поодамна, но сепак
препорачувам да се повтори, за да се види, да се направи точна дијагноза, да се види од каде потекнува таа болка. А за вториот случај споменав дека има болки по ребето, но не разбрав за кој дел од ребетниот столб станува збор. Така да препорачувам исто и во овој случај преглед. Проценка соодветна, па после тоа да се одлучи што терапија би се применила. Значи, уште еднаш да напоминеме, точна и прецизна дијагноза пред да се примени било каков третман од областа на физиотерапија. Тука веќе имаме половина решен проблем. Така, уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Би се молам едно прашање до докторот. Секако, само денешниот гостин е физиотерапевт, да знаете, дипломиран. Година дена сум оперирана од тумор на града. Примав хемотерапија, меѓутоа имам проблеми со колковите, претходно бев оперирана и сега операцијата стана неуспешна. Ме молам дали смеем да правите терапија и мислам. Дали смеете да правите физиотерапија за колковите? Така, во оваа состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Какви се протоколите кога пациент имал карцином на дојка, опериран по терапија, може ли да прави физиотерапија за друг дел на телото? Така, значи, со оглед на тоа дека е направен оперативен третман, претпоставам дека имаме соодветна медицинска документација за состојбата после третманот, односно дека на некој начин тоа поле веќе чисто и немаме други проблеми преостанати. Би требало да се спроведе, да. Препорачувам да се спроведе, особено како што спомена, нели, оперирани се колковите, но терапијата и била без успех. Спроведена е операција, спроведен оперативен третман, жално би било да остане, да не може да се движи после токава операција направена. Така. Значи, да се побара помош, ја повикам слободно нека дојде, нека не побара, ќе најдеме решение за да почне да се спроведуваат терапевтски третмани за да може да и се олесни движењето. Моето последно прашање во денешната Телма амбуланта е зошто трудниците пак се жалат на болки во грбот, што се случува кај нив и дали се тие кандидат за некаква физиотерапија во тој период од животот? Така. Што се случува? Знаеме што се случува, расте плод, се зголемува тежината на телото. И кај лицата кои што не се бремени, зголемената телесна тежина предизвикува болки и симптоми, а не пак кај нив каде што имаме голема разлика во тежината. Самото растење на плодот, односно зголемување на абдоменот, растегнување на абдоминалната мускулатура веќе предизвикува да се појават и болки во ломбалниот дел, нели? Се влече товарот кон напред, да речеме, на некој начин и веќе предизвикува симптоми. Физиотерапија е речиси и непрепорачана во периодот на бременоста, односно електротерапевтските процедури во секој случај не се препорачуваат, но може да се препорачаат вежби. Има посебен програм на вежби за трудници кој што се за олеснување на болките во грбот. Исто така топло би препорачал да се примени кинезиотейпинг, каде што е безвредна метода и не би направила никакви контраиндикации во таа состојба. И предпоставам дека е многу важно што е во детството да се учиме на здрави животни навики, односно физичка активност и да имаме добра постура на телото, односно држање правилно на телото за да имаме проблеми со ребетот и со грбот во текот на животот. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата. Почитувани Никодин Велјановски, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник, беше денешниот гостин во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.